Нема откажување од повисок животен стандард за сите. Гарантираме дека во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра. Пред 2 недели лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски најави дека во фокусот на економските политики на неговата партија ќе биде европска плата, односно 1100 евра просечна и 600 евра минимална плата до крајот на мандатот на новата влада во 2028 година. Од тогаш функционерите на СДСМ не испуштаат шанса да го нагласат ова ветување. Согласно пресметките на економскиот тим, ова е нешто што е реално остварливо, односно постигнување на таа просечна плата од 1100 евра. И ова ветување кое што го даваме за 1100 евра просечна плата и 600 евра минимална плата е ветување кое што ќе биде реализирано на задоволство на граѓаните. Во наредните 4 години просечната плата ќе зголемиме на рекордни 1100 евра, а минималната плата на 600 евра. Дали ветувањата за платите на СДСМ се реално изводливи или се само политичко надавање во пресред на изборите? Просечната нето плата во државата за јануари годинава изнесува 39.542 денари, или околу 640 евра. Тоа не е многу споредено со регионот, а особено не со Европската Унија, но е значително повеќе од просечната нето плата исплатена во јануари 2023 година, кога изнесувала 33.943 денари, односно 100 евра помалку. Ако пак се вратиме 5 години назад, просечната плата во јануари 2019 година изнесувала 24.517 денари или 400 евра. Таков раст на платите за 5 години, според податоците од Државниот завод за статистика, не е регистриран во последните 2 децении. За да се оствари ветувањето на СДСМ, просечната плата да порасне на 1100 евра до средината на 2028 година, што е околу 67.650 денари. Годишно таа треба да расте по околу 6.250 денари, вклучувајќи го и периодот додека трае кампањата, изборите и формирањето влада. Според подпредседателот на СДСМ, Фатмир Битичи, проекциите се реално достижни поради повеќе фактори, но најмногу поради планот за раст на продуктивноста. Вели, економскиот тим на СДСМ ги користел истите математики во 2020 година за ветувањата со кои настапија на тие избори. Денеска просечната плата во државата се уште не е изминат 4-годишниот период, затоа што ветувањето беше дадено во јули 2020, значи ние веќе во декември 2023 имаме од 40.000 просечна плата достигната во државата. Врз база на истите анализи и метрики, значи истите појдовни точки, зголемување на продуктивност, ефикасно работно место, раст на бруто домашниот производ, подршка системска од страна на владата, подршка која што доаѓа од различни меѓународни институции, значи е сет на различни места. Велиме дека просечната плата во државата во 2028 ќе биде 1100 евра. Меѓутоа, ако податоците за растот на платите се вкрстат со податоците за инфлацијата, излегува дека двата периоди со најголем раст на платите во последниве 2 децении се проследени со зголемена инфлација. Така било и во периодот 2007-2009 година. Инаку период на големата светска финансиска криза, така било и во последниве 2-3 години, период на светската пост-ковид и енергетската криза поради војната во Украина. Па, дали може да се очекува дополнителен голем раст на платите, ако се знае дека инфлацијата се стабилизира? Не треба да зборуваме за растот и за инфлацијата при раст на платите, затоа што во пазарната економија се други параметри кои што едноставно треба да ги земете во предвид ако сакате да задржите работна сила и ако сакате да зголемите продуктивноста. Особено во помалку развиените земји, платата е еден од факторите за продуктивност. Во други многу развиени земји платата е фактор во продуктивноста, но не е клучниот фактор во продуктивноста. И тоа не треба да го занемариме. За жал,
ние ги гледаме платите како единствен фактор и викаме, тоа е за да покриеш одредени трошоци во животот. Ние велиме да, тоа е така. Благосостојбата и достоинствена плата за достоинствено работно место е клучното што треба да го обезбедиме како политичари, но при тоа да зголемиме продуктивноста, затоа што економијата само со зголемена продуктивност може да испорача толкави плати. Во насока на пораст на платите би тичи упатува и на неискористениот потенцијал кај неактивното женско население. Во овој момент, за тоа никој не зборува и ги гледам и опозицијата и тие што се нудат на политичкиот пазар. Преку 50% од работно способното население, жени, не е искористено и не се третира воопшто како потенцијална работна сила на пазарот. Тоа е сериозна бројка на луѓе кои што може да одговори на предизвиците на наредните 4 години. Заветувањето на СДСМ до крајот на мандатот на следната влада просечната плата да биде 1100, а минималната 600 евра. Став побаравме од Трајко Славески, министер за финансии во владата на ВМРО ДПМН од 2006 до 2009 година, а сега член на извршниот комитет на партијата. Ако тргнеме неколку години наназад, ќе видиме дека ваквото ветување е неодржливо. Например, неодржливо она што го имавме минатата година, да имаме раст на просечната плата од 16 и нешто проценти, а во исто време бруто домашниот производ, значи она што го произведува Република Македонија, порасне само за 1%. Се разбира, во такви услови имате инфлација која што го јаде тој номинален раст на платата. И треба да конечно нашиот дали Завод за статистика или други институции да оперираат со средна плата или медијална плата. Тоа е онаа плата која што ја зема работникот, 50% земаат помалку, 50% повеќе. Затоа што просеците, како што гледаме, водат до само една илузија и не е реален одраз на животниот стандард, затоа што голем број на, да речем, работени во Република Македонија земаат плати под просекот. Својот став дека иако пораснала платата не пораснал и стандардот, Славески го аргументираше и на социјалните мрежи. Во една прилика објави и фотографија од купче пари и рол на тоалет хартија, како символика дека џабе СДСМ се фали, оти платите се повисоки, ако со нив може да се купат помалку работи. Исто така на социјалните мрежи Фатмир Битичи му врати дека дури и со инфлацијата, во последниве години има реален раст и на платите и на стандардот на граѓаните, за разлика од периодот кога Славески бил министер. Тоа не го смени мислењето на екс-министерот. Од изминатите неколку години се гледа дека речиси целокупниот пораст номинален на платите го изеде инфлацијата. Такво нешто може да се случи во иднина со такви политики, каде што не се нуди еден одржлив модел, каде што, да речеме, ќе се сузбие сивата економија, ќе се сузбие корупцијата и ќе се најде начин на поддршка на она здраво ткиво извозните сектори во Република Македонија што ќе доведе до повисока вредност. А секоја, да речем, секоја активност на зголемувањето на партиципацијата на женскиот труд во Република Македонија се разбира ќе доведе до пораст на бруто домашниот производ, што не мора да значи нели дека ќе биде вработување со високи плати. Во предизборните ветувања има листа која личи на желботека на двете страни. Ова е првиот коментар на Влагица Петрески, извршната директорка на Институтот за економски политики и истражувања Finance Think, и заветувањата за платите на власта и заветувањето за пензиите на опозицијата. Сепак, се фокусиравме на темата на оваа сторија – просечна плата од 1100 евра и минимална од 600. До таква плата се стигнува исклучиво со повисока додадена вредност и со јакнење на продуктивност. На ниво на економија, тоа значи дека ќе имаме повисок бруто домашен производ, не зборуваме за бруто домашен производ од 1, 2, 2,5-3%, зборуваме на вистина за стапки од бруто домашен производ кои што се на многу повисоко ниво. На ниво на една компанија, тоа значи дека таа компанија создава, произведува повеќе или ако се занимава во одредена дејност каде што на вистина може да има високи профитни маржи, може да има
висока додадена вредност или на ниво на индивидуално лице, тоа значи дека лицето со сопствените вештини може да се продаде соодветно или, например, ќе ги зајакнете вештините на лицата кои што работат во нископлатежните сектори и заедно со инвестиции во технологија, вие ќе овозможите таа компанија да создава повисока додадена вредност. Но, вели Петрески, такви предуслови во земјава не постојат. Заекнувањето на вештините на работниците во нископлатежните дејности се со ограничен обем, а и фирмите се истрошени од кризата, за да можат да влезат во инвестиции во технологија која би ја зголемила продуктивноста. И на крај, ние доколку одлучиме дека сакаме да биде минималната плата 600 евра, да, возможно е. Со легислативно решение ќе направиме промена, минималната плата ќе биде 600 евра. Меѓутоа, на крај, она кое што ќе го платиме, ако не ја создадеме со додадената вредност, тоа ќе заврши со негативен исход. Дали е тоа негативен исход по повисок буџетски дефицит, затоа што веројатно бизнис секторот ќе започне да бара субвенции, тоа ќе треба да биде од некаде платено, или тоа ќе биде по некоја друга цена, други индикатори. Например, во минатите 2 години ние се соочивме со сериозни стапки на инфлација, каде што да беа движени од други фактори, меѓутоа во 10% од таа инфлација придонесе и порастот на минималната плата од 15 на 18.000 денари.